Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски ги информира жителите на населбата Автокоманда дека е донесено решение за утврдување на режим на сообраќај во истата населба. Со ова официјално се одобрува воведувањето на зонското паркирање. Решение кое жителите на Автокоманда го очекуваат повеќе од една деценија. Во моментов интензивно се работи на изработка на проектот за обележување на улиците и поставување на потребната сигнализација, а активностите на терен ќе започнат во најкосможен рок, истакна Стевковски. Како што посочи актуелниот градоначалник во објавата, она што е од особена важност е тоа што секое домаќинство ќе добие 2 бесплатни картички за паркирање, со што се обезбедува правична распределба и приоритет за жителите. Стевковски воедно додаде дека работат плански, транспарентно и одговорно, со директна вклученост на граѓаните во процесот на креирање приоритети. Општина Ѓурче Петров продолжува со континуирани инвестиции во образованието и подобрување на условите за најмладите, велат од локалната самоуправа. Имено потпишан е договорот за доградба на подрачното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во населбата Хром, со што започнува реализацијата на, како што велат надлежните, уште еден значаен проект. Со овој проект е предвидена изградба на 8 нови училници со вкупна површина од 560 метри квадратни, со енергетски ефикасна фасада и систем за централно грејење, што ќе овозможи современи, безбедни и функционални услови за работа. Новите простории ќе овозможат едносменско одвивање на наставата, што значи повеќе простор, подобра организација и поквалитетен наставен процес за учениците и наставниците, истакна актуелниот градоначалник на општината Александар Стојковски. Во рамките на училиштето, како што наведе Стојковски, веќе е целосно завршена изградбата на новата спортска сала, со што се заокружува современ училишен комплекс кој ги обединува образованието и спортот во едно. Со завршената спортска сала и доградбата создаваме услови какви што навистина заслужуваат нашите ученици, додава Стојковски. Кандидатот за градоначалник на општина Центар и актуелен прв човек на општината, Горан Герасимовски, порача дека во следниот мандат продолжува со интензивни вложувања во нови и модерни детски и спортски игралишта, со цел да се поттикне физичката активност, социјализацијата и спортскиот дух на сите генерации во Центар. Ги обновивме сите детски и спортски игралишта во општина Центар. Сега децата, младите, но и возрастните имаат свој простор каде што можат да се рекреираат, дружат и социјализираат. Во новиот мандат продолжуваме со поставување на нови игралишта и урбана опрема, со што ќе ги поттикнеме центарци на повеќе физичка активност и негување на спортскиот дух, изјави Герасимовски. Тој нагласи дека при уредувањето на новите игралишта посебен акцент се става на инклузивноста и пристапноста. Нов фудбалски стадион, реконструкција на спортскиот центар Шуто Ризари, изградба на нов културен дом Есма Реџепова и спроведување на социјална програма Скопје, град кој се грижи за сите. Се ни за инфраструктурни и социјални проекти за Шуто Ризари кој денеска ги најави кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО-ДПМН, Орце Ѓоргиевски. Според него, овие вложувања се дел од визијата за рамномерен развој на Скопје, каде секоја општина добива шанса да придонесе кон заедничкиот напредок. Меѓу најавените проекти се изградба на нов фудбалски стадион со трибини, со облекувални, осветлување и пристапна инфраструктура, кој ќе служи за спортски активности на младите, но и за локални и регионални надпревари и општествени настани. Во областа на културата, Ѓоргиевски најави изградба на нов културен дом Есма Реџепова на местото на старото матично, кој ќе биде простор за театар, концерти, изложби, кино и младински активности. Во рамки на социјалната програма Скопје, град кој се грижи за сите, најави системска поддршка за граѓаните во социјален ризик, преку финансиска помош, хуманитарни пакети, психосоцијална поддршка и програми за преквалификација. Ке се формираат и приватни центри со 24 часовна грижа и програми за ресоцијализација на бездомници, истакна Ѓоргиевски. Концептот Скопје без хартија значи дигитален град во кој секој административен процес е достапен и видлив, истакна кандидатката за градоначалник на Скопје Каја Шукова, предложена од СДСМ и коалицијата.
Мојата визија за Скопје е град што функционира транспарентно, ефикасно и современо. Град што им служи на граѓаните, вели Шукова. Концептот Скопје без хартија значи дигитален град во кој секој административен процес е достапен и видлив. Во нашиот план дигитализацијата на јавните услуги создава целосна отвореност на градската администрација. Преку алатката отворен буџет, граѓаните ќе имаат постојан увид во трошењето и распределбата на јавните средства, информира Шукова. Електронските јавни набавки ќе обезбедат транспарентност и одговорност во секоја постапка. Со проектите Скопје и Смарт Скопје 2 се воведуваат системи за паметно паркирање и управување со отпад, вода и јавна инфраструктура, а интегрираните интелигентни сензори овозможуваат следење на квалитетот на воздухот, бучавата и временските услови за побезбедна и подржлива животна средина, нагласи Шукова. На денешниот промотивен настан кандидатката за градоначалник истакна дека Скопје станува паметен град што користи податоци, аналитика и вештачка интелигенција за подобро планирање и управување. Вечно ќе ја сакам во